Граѓаните кои секојдневно, поради работни или други обврски, се принудени да возат по улиците Перо Наков или Благоја Стевковски во Маџари, постојано се жалат на лошата инфраструктура. Најголеми недостатоци на овие две најфреквентни улици се оштетениот асфалт и дупките на коловозот. Големата фреквенција на возила дополнително ја отежнува состојбата, посебно во раните утрински часови или попладне, по завршување на работното време. Со овој голем сообраќаен проблем запознати се и локалните власти. Градоначалникот на општина Газибаба, Борис Георгиевски, најави дека во програмата за работа на општината за 2019 година предвидена е целосна реконструкција и проширување на овие две улици. Реконструкцијата, според Георгиевски, ќе опфати проширување на коловозот, обнова на водоводната и канализационата мрежа, како и изградба на пешачки и велосипедски патеки. Перо Наков и Благој Стевковски се заедно со Анто Попов три сообраќајни улици кои што се од врвен приоритет. Анто Попов е во добра кондиција и во добра состојба. Али Благој Стевковски, почнувајќи од бензинската пумпа на Мак Петрол до рампа е во катастрофална состојба. Планираме комплетно проширување, каде што ќе треба да прошириме и велосипедската лента за велосипедистите, исто така и од двете страни нормален дел за пешаците. Перо Наков не е направен буквално ништо до самата рампа од Бриколаш. Значи од Бриколаш до Кванташки пазар до индустријската зона и еве негде околу 2,5 километри. Врвно прашање ние комплетно доредиме, исто така во делот на атмосферската и фекална канализација, тротуари од двете страни, затоа што таму реков дека дневно поминуваат преку 20.000 возила. За потсетување, изминативе години овие две најголеми улици во Маџари беа делумно реконструирани, а во 2010 и 2015 година Благоја Стевковски беше и проширена за уште една коловозна лента, што сепак се покажа недоволно за нормален проток на сообраќајот. Реконструкцијата на двете улици ќе биде реализирана во соработка со градот Скопје.